Северна Македонија, која е безбедна држава, сепак заедно со регионот треба да бидат внимателни. Од новите форми на безбедносни закани предупреди генералниот секретар на Интерпол Јурген Шток од Охрид, каде се одржува 50-та Европска конференција на оваа светска организација. Но секако повторно има нови закани, криминалците се флексибилни. Видовме во текот на ковид пандемијата како тие брзо ја променија својата улога, прилагодувајќи се на ранливостите во општествата поради короната. Сега промената е кон сајбер страната, се повеќе криминални действија се префрлаат на сајбер арената и тоа е буре без дно. И сега низ континентот има криминални картели и организирани групи кои што се организираат така да и ние мораме да возвратиме со иста таква организација. И министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека земјава и регионот се пред сериозен предизвик. Последните геополитички слушувања на глобално ниво, надополнети со дигитализацијата и технолошкиот развој, покажа дека сме исправени пред софистицирани заеднички безбедносни предизвици, кои бараат и заедничка одговорност, дружен пристап и обединети напори. Во однос на руското влијание во Северна Македонија и регионот, Шток вели дека одредено такво влијание постои, но оти заканите за Европа доаѓаат и надвор од неа. Се обидуваме да ја исклучиме политиката и каналите на Интерпол да не се користат за било какви политички цели, туку за интензивирање на полициската соработка, додава тој. Размената на полициските информации со Русија, да речеме, до самите земји членки да одлучат дали ќе користат тие извори, бидејќи прашањето на оружје беше спомнато. Сакам да ги поддржиме нашите земји членки во борбата против илегалното тргување со оружје, огнено оружје, особено во врска со конфликти, бидејќи знаеме дека многу парчиња оружје се достапни сега и ние ги користиме нашите информативни системи да ги следиме криминалците што ги експлоатираат, што ги искористуваат овие видови кризи, така што, например, напоите на Интерпол за заштита на најранливите, например, децата, жените, кои што преминуваат граници сега и бараат за солниште. Сакаме да гарантираме дека не ќе бидат експлоатирани од страна групи за што тргуваат со луѓе и ги таргетираат најранливите во контекстот на овие конфликти. Беше речено дека геостратешката позиција на Северна Македонија е таква што таа важи за транзитна земја за незаконско тргување со човечки суштества и стоки. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.